Продолжува со работа Канцеларијата за комуникација на граѓаните со пратениците од СДСМ во Битола, каде граѓаните можат да се сретнат со пратениците од СДСМ Васко Ковачевски и Јулијана Силјановска. Граѓаните на овие средби имаат можност да го искажат своето мислење за одредени актуелни прашања, да поднесат предлози и сугестии, а се и со цел да се зголеми нивното учество во работата на собранието. Ги очекуваме секогаш граѓаните, ги пречекуваме, со нив разговараме за нивните проблеми и потреби, секако дека сакат да го искажат своето мислење. Најчесто се дискусиите во делот на се она што тие како го гледаат нешто што сакат да се пренеси во собранието, како пратеници да го пренесиме нивниот став. Ни помага доста нивното мислење во делот кога се донесат буџетот на Република Македонија или ребалансот на буџетот, и тогаш значително имаме поголеми комуникации не само во канцеларија, него и надвор од канцеларијата, затоа што обврската наша е да ствариме и контакти надвор од оваа канцеларија, посебно во руралната средина. Јулијана Силјановска посочи дека и во изминатиот период најповеќе предлози, сугестии и забелешки од страна на граѓаните имало за буџетот на Република Македонија. Во овој период наназад, додека го донесувавме буџетот на Република Македонија, можам да кажам дека имавме интензивни средби со граѓаните кои што го искажаа нивното незадоволство од она што Битола и овој пат повторно не се најде доволно застапена во буџетот на Република Македонија. Ние со мојот колега и останатите пратеници имавме поднесено 40 амандмани кои што се однесуваа на потребите на граѓаните на општина Битола, меѓу кои беше и изградба на клинички центар, детска градинка, нов друг уште еден старски дом, реновирање и реконструкција на домот на ЈНА, исто така изградба повторно на култниот планинарски дом Копанки, меѓутоа за жал од пратениците од Битола, од власти и од останатите пратеници не најдовме на слух, така да и овој пат граѓаните на општина Битола ќе останат на некој начин со неисполнети работи кои што беа ветени кон нив. Канцеларија за контакт со граѓаните е проект кој собранието го започна во 2003 година и го реализира со помош на NDI, USAID, ИПД, Швајцарската агенција за развој и соработка и ЗЕЛС. Во секоја отворена канцеларија во општините работи асистент кој му помага на пратеникот.